Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска даде отчет за сработеното во изминатиот 4-годишен мандат. Куманово продолжува да се менува. Ова не е слоган, ова е завет. Ова е слика од секојдневието во Куманово, кое заедно го изградивме во побезбеден, почист, поурбанизиран, помодерен, попристапен град за сите негови жители, истакна Димитриевски во воведниот говор. Отчет кој се темели на 3 столба, напорна работа, конкретни и видливи резултати и искрен човечки пристап кон сите граѓани, при тоа не делејќи ги истите по ниту една основа. Ке почнам со она што го чувствував секој ден и секој од нас, а тоа е семејниот буџет, каде секој денар значи. Куманово е единствената општина во државата што воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани на сите линии и низ цела територија на општина Куманово. Оваа мерка не е само економско, туку е инклузивна, затоа што сега секој жител на Куманово има еднакви услови за користење на јавниот превоз. Особено сум гор што оваа мерка беше воведена со апсолутна подршка и консензус во Советот на општина Куманово. Подршка за секој ученик кој доаѓа од периферија, за секој пензионер кој мора да оди на лекар, за работникот кој гради и предонесува, за младите кои се нашата иднина, но секако помош и за кумановското стопанство. Го вративме и го враќаме сјајот на објектите и локалитетите кои што се символ на нашиот град и секојдневното живење во него, по кој е препознатливо наше Куманово. Спортската сала доби целосно нов лик. Заменети се покривот, фасадата, поставен е професионален под согласно сите стандарди на ФИБА, модерно озвучување, семафори, медиумски систем, осветлување, нови спортски реквизити, реконструирани собликувални, доизградени нови, создадени услови за отварање на нова спортска стрелана во градот и уште многу елементи од самиот објект, кој што за жал беше една наша гордост, а беше оставен на забот на времето да пропаѓа и пропаѓа од година во година се повеќе. Во изминатите години беа изградени над 13.500 метри атмосферска и фекална канализација, повеќе од 4.800 метри водоводна мрежа, 175.000 метри квадратни асфалтирање и реконструкција на улици и патишта, 78.000 метри квадратни поставен бекатон, на 2.700 метри гасоводна мрежа, 2 нови кружни текови кои придонесоа да се намали сообраќајниот метеж во градот, рече Димитриевски. Град без економија е како театар без публика. Затоа индустриската зона Новини и Речици, кое што во минатото беше единствено земјоделско земјиште, ја претворивме во жив организам што привлекува инвестиции, а до овој момент ги имаме вкупно 7. Се гради најголемата инвестиција во државата во една општина. Тоа е инвестицијата, дистрибутивниот центар и најголемиот логистички центар на овој дел на Балканот на реномираната компанија Lidl, со планирани над 150 нови вработувања, и тоа не е само бројка. Тоа се над 150 плати повеќе и над 150 задоволни семејства во градот. Семејства кои што својата иднина ќе ја гледаат тука и заедно со нас ќе го градат и Куманово и Македонија. А за фирмите, домашни и странски, да изберат да инвестираат тука, мора да имаме функционални јавни услуги и треба да работиме многу на тој план. Затоа се обидуваме да ја подобруваме кондицијата на јавните предпријатија, кои што со деценија се финансиски наследени и заглавени. Преку издржани и континуирани инвестиции од страна на општината во истите. Преку проектот за подобрување на општинските услуги обезбедивме вкупно 12 специјализирани возила со опрема и механизација за сите наши јавни предпријатија. Ова опрема им помага да функционираат поефикасно и да обезбедат поквалитетни услуги и за граѓаните и за бизнис секторот.
Општина Куманово обезбеди подобри услови за посреќни деца, позадоволни родители, реализирајќи над 140 проекти во образованието. Во 6 училишта изградивме мултифункционални спортски игралишта, а 8 населби добија нови детски катчиња, истакна градоначалникот Димитриевски, потенцирајќи дека неговиот сон е Куманово чист град, а за поддршката на културата и спортот говорат 100 културни настани кои беа реализирани под покровителство на општината. Иако локалните избори се приближуваат, ние не застануваме со работа. Општина Куманово аплицираше на вториот владин повик за средства од унгарскиот кредит со вкупно 27 проекти тешки над 13 милиони евра. И морам да напоменам дека ова е прв пат во историјата на овој град да се случи општината да добие грант средства во таков износ како директна помош од владата на Македонија. И самите сме сведоци дека Куманово се работи плански, стратешки и секојдневно. Дупките се големи, но ве уверувам дека ќе ги закрпиме сите. За тоа што не се вождело грижа со децени, не може да се реши во краток временски период, но нашата работа како одговорни лица, избрани од страна на граѓаните, проблемите ги имало и ќе ги има, но наша обврска е да го намалиме нивниот број и да решиме што поголем проблеми на граѓаните. Почитувани присутни, овие 4 години беа период на многу работа и голем број реализирани проекти. Не велам дека нема грешки. Никој не е безгрешен, барем не оној што работи искрено и секојдневно посветено. Јас сум свесен дека треба да се направат уште многу работи за нашиот Куманово, да биде модерен и европски град, еден ден таков да го предадеме на следните генерации. Но воедно сум сигурен, Куманово денеска е посреден, поорганизиран, поизграден од пред 4 години. Куманово денеска е посплотено како заедница, како една мултиетничка средина во која што подеднакво живеат сите наши граѓани заедно. И треба да продолжиме заедно да го градиме како таков. Во ова се вградија многу луѓе. Затоа сакам пред се да им се заблагодарам на граѓаните на трпението, довербата и продуктивните критики кои што доаѓаат секојдневно, на државните институции и на владата за партнерството и поддршката, секако на мојот тим за посветеноста и професионалноста и пред се на председателката на Советот, членовите на Советот и сите советници кои што припаѓаат во мнозинството на Советот, а воедно исто така и на позитивните критики кои што доаѓаат од адреса на опозицијата. Овој отчет не е мој. Ова е наш заеднички отчет на сите што живеат во нашата општина. Тој е доказ дека заедно, со напорна работа и искрена посветеност, може да направиме многу. И во едно нешто сум сигурен. Куманово дефинитивно ќе продолжиме да го менуваме со уште поголемо темпо. Во оваа прилика сакам да ви информирам и за сите тековни проекти кои што во моментов се реализираат во нашата општина. Се работи активно на изградба на цела инфраструктура, еден мини град во новата индустријска развојна зона Новини и Речица, со поставување на комплетна подземна, а тоа се атмосферска, фекална и водоводна мрежа и дополнително надземна инфраструктура, изградба на тротоари, комплетен уличен систем, природни улици, тротоари и јавно осветлување на ова огромна површина од 60 хектари земјиште, кое што во минатото, како што кажав претходно, беше земјоделско земјиште, а денеска е една или можеби најатрактивната индустријска развојна зона, која што ја нуди државата, а првенствено е во собственост на граѓаните на општина Куманово. Асфалтирање на 6 улици во село Речица, асфалтирање на улица 2002 со краци 1, 2 и 4
од дел од улица Веселин Вуевски, реконструкција на улица Карл Маркс или локалитетот Орта Бунар, асфалтирање на улица 180 и 147 и 170 во населба Карапош, изградба на секундарна дистрибутивна мрежа и спојување конечно на старата индустријска зона Доброшане и незина конекција со газ. Изградба на тротоари од јавно предпријатие Чистота и зеленила до градскиот стадион. Изградба на новата улица 100 од улица Моша Пијоде до Октомвријска револуција. Асфалтирање на улица 1 позади улица Авној, реконструкција на водоводна мрежа на улица Моша Пијаде, понатамошна неизина целосна реконструкција со нови тротоари, комплетно нова инфраструктура и нови места за паркирање, реконструкција втора фаза на малиот плоштад и конечно негово завршување, а воедно сакам да ви информирам и за сите проекти кои што се одобрени согласно нашата апликација на унгарскиот кредит, за кои што од страна на владата се обезбедени финансиски средства, имаме добиено согласност и веќе имаме отворено постапки за најголем број од нив за спроведување на тендерски постапки, избор на изведувач, каде што во следниот период ќе следува реализација на вкупно 27 капитални инвестиции и реализација на капитални проекти во нашиот градот, кои што сега сакам во оваа прилика да ги напоменам. Реконструкција на улица 425 во населба Иго Тричковиќ. Изградба на улици 722, 723, 716 во местна заедница Перо Чичо, локалитет Главно поле. Улица 716 и 719, 717 и 725 исто така во Перо Чичо, едно од најновите населби во градот, локација Главно поле. Изградба на улица Авној со 4 крака, реконструкција на дел од улица 600 од Кумановска бања до урбана единица Перлинци. Тоа е оној дел за кој што некои го цртаат во континуитет, а не знаат всушност дека не е собственост на општина Куманово и нудат одредени решенија. Таму каде што сите ние поминавме нашата младост, а тоа е улицата со некогашниот наш градски базен, кој што за жале во таква состојба каква што е, ниту имотната состојба не му се знае чија е. Изградба на гасоводна мрежа со траса од улица 11 ноември до основно училиште Толи Зордомис, улица Авној, со Видео Смилевски бато, дел од улица Народна револуција, улица Доне Божинов до населба Карпош, улица Тоде Думба, улица Никола Тесна, улица Драган Стопаровиќ. Се со цел не само да ги поврзиме и конектираме сите јавни установи и да ги снабдуваме со газ, туку и да дадеме можност на што поголем број на домаќинства да го користат овој реагенс, а со тоа да имаат и дополнителен финансиски бенефит во секое семејство. Изградба на гасоводна мрежа на улица Горно Милановачка и улица Вареждинска, реконструкција на улица Индустријска. Фаза партерно уредување, реконструкција на спортска сала и изградба на систем за грејење и ладење, со што овој проект во целост ќе биде завршен. Некои велеа ја градат спортската сала 4 години. Сакам да напоменам дека Борис Трајковски со државни пари се градеше 13. Арена Белград се градеше повеќе од 20 години. Кумановчани со собствени сили и собствени пари, со гордост можам да кажам, за 4 години ја реконструира една од најголемите спортски сали и во моментов имаме најубава спортска сала, не според собствените тврдења, туку според тврдењата на представниците од ФИБА, кои што го организира последниот настан на Младинската олимпијада во Македонија. Изградба фаза електрика, фотоволтаици, реконструкција, односно изградба на фотоволтаичен систем на истата таа спортска сала, реконструкција на дел од домот за стари лица Зафир Сајтов, изградба на детска градинка во населба Гоце Делчев Зелен Рид, која што ќе ги задоволи потребите на моментално потребните капацитети кои што ги немаме за жал на територија на нашата општина. Реконструкција на дел од улица 715 во населба Главно поле, реконструкција на дел од улица Благоја Думановски во населба Перо Чичо,
изградба на нов мост или прв мост после 40 години во општина Куманово на Крива река во село Довезенци. Реконструкција на улица Киро Фетак и крак од улица Киро Фетак. Реконструкција на дел од улица Веселин Вуевски и Карадачки одреди со есперанто. Реконструкција на дел од улица Васко Карангелевски, реконструкција на улица Бајрам Шабани, конечно цела нејзина реконструкција, реконструкција на градска капела на градските гробишта, реконструкција на водоводна мрежа на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев до улица 4 јули, реконструкција на фекална канализација на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев и улица Сава Ковачевиќ се до центарот на градот, основен проект за реконструкција на основно училиште Кочо Рацин во комплетна реконструкција на ова основно училиште и најголемо основно училиште на територија на нашиот град, реконструкција на училиштето Вера Которка во село Клечовце, реконструкција на локален пат од крстосување со постоечкиот пат Куманово село Пчиња, па се до село Романовце, и тоа е оној пат кој што сите го користат, за жал кога сакаат да избегнат патарината и да не ја платат, но е неопходен на градот. И сосема на крај, сакам да напоменам дека особено сум горд дека оваа локална власт, начело со мене и со подршка на коалицијските партнери, конечно обезбеди инвестиција за изградба на ново училиште на територија на општина Куманово, средно училиште за учениците од сами фрашери, кои што во моментов се уште веќе повеќе од 15 години одржуваат настава во поранешната зграда во Куманово и веќе верувам дека од учебна 26-27 овој проблем конечно ќе се реши, а со тоа ќе се оствари и целта на општина Куманово, еден ден всушност нашата општинска администрација да биде токму во тој објект таму каде што ќе даваме комплетна услуга на сите наши граѓани. Почитувани мои сограѓани, почитувани присутни, ова беа дел од информациите кои што денеска јас во својство на прв човек ги изнесов пред вас, пред представниците на медиумите, пред целата кумановска и македонска јавност. Јас сум горд што имав можност и се уште ја водам општина Куманово. И ако треба во овие 8 години да направам една ретроспектива, што тоа всушност мене како човек најповеќе како проект ме задоволи. Ќе ви кажам искрено дека не беше ниту еден од овие инфраструктурни проекти. Мојот најголем проект како граѓанин и како градоначалник на оваа општина е проектот 2019 година, кога прославиме 5 века Куманово, кога видам на градскиот плоштад повеќе од 30.000 луѓе, кои што веа македонски, албански, српски, ромски, турски, влашки, бошњачки и сите знамења на сите етнички заедници кои што живеат во градот. Но при тоа вее едно наше старо знаме на една држава која што сите ја сакаме и почитуваме. А тоа беше Сојузната Југославија, од каде што никна и се изгради овој наш град. Тоа беше моето најголемо достигнување и мојата најголема радост, бидејќи инфраструктурата се гради и се менува, а со животот се негува во континуитет. Затоа од ова место сакам да порачам, особено на вас младите присутните денеска овде и оние кои што ме следат пред младите екрани. Да, следете ги социјалните мрежи, ќе прочитате се и сешто, но првенствено вистината барајте ја во фактите.